Ne znam da li je potrebna posebna najava. Moj денешен гостин, драг пријател, Зоран Спасов Дзов, во чест на неговото најново книжевно дело, романот Јас сум Сирма. Дзов, добре дојде. Ајде, добре најдов. Тешко беше за паркинг, ама ете, тука сум. Па добро, ние сме епицентрални луѓе и ги почитуваме термините. Тука сме, твојата нова книга, литература, издавач традиционално среќен? Па традиционално да, ова е веќе петта книга за 5 години, што имаме таа соработка со издавачот Арсламина преку нели продажните места на литература. Так. На обострано задоволство. Ја секогаш велам или по-скопски викам дека они се најдобри издавачи, а они не кажуваат баш дека јас сум најпродаван автор. Кажуваат еден скришно. меѓу најчитаните. Така викаат, еден меѓу најчитаните, меѓутоа Телани ми доделија конечно дека е најпродан, малце скромноста, знаеш, минатото беше врлина, сега е мана, така да морам сам да си се пофалам. Што за еден писател значи објавување на ново дело? Иван, ја прво, знаеш, кога ќе кажеш писател, малце чудно ми доаѓа. Али 5 книги имаш напишани. Па не, имам и пред тоа 2, меѓутоа ја као автор си се Ете, што за еден автор да се доисправам значи објавување на ново дело? Па, знаеш како, имам ја една аналогија, тоа е, например, пишуеш, као жена кога е бремена, пишуеш, едноставно ќе се породиш и имаш уште месец дена автор ефект дека нешто си забореал, нешто треба допишеш. Значи тоа чувство ме уништува све додека се печати книгата и додека не искочи. Сега ја препрочитуваш пак. Знаеш како, имам еден посебен стил на пишување. Прво пишувам и оставам едно месец дена и се трудам интензивно да заборавам што сум напишал. Значи тоа ми е многу јако. И после се изненадуваш дека тоа си ти. Не до толку, али сакам да ја прочитам со очите на, да кажеме, 25 годишник, затоа што, нели, целава, све што пишувам, уствари е така еден широк диапазон на возраст. Тргам од некои 20-25 години до стари луѓе, така да и овие историски фикции, како што беше и Тито книгата, и Јас сум Сирма, гледам да ги доближам до сите. Ајде да се обидеме малце да те резимираме. Ако Тито беше една твоја посвета на младоста, на животот во убавите денови и години, а Торонто Експрес твојата печалбарска сага, џабе живиш во Скопје на некој начин одата за градот, цепај сине подалеку од тука една рефлексија на случувањата и Сирма е твојата книга за Македонија. Така е. Мислам дека она што ти, верувам, тежеше на душа и сите чемери, јадови кои си ги знаел, ги собрал, си ги ставил во оваа книга. Да, добро кажано, Иван. Знаеш како, сите мои книги се одолжување кон некого. Значи, така е. Уствари, тој е мој порив, уствари, како пишувам и на која тема ќе пишувам. И дојде време, долго траеше у мене таа внатрешна борба, или со идентитети, со она, кој како се чувствува антички македонеец, нели, авноец, асномец и така натаму и така натаму. И тоа ја дадов едно мое видување што се базира на, нели, мои лични убедувања, меѓутоа и твоите истражувања, и истражувања, да, долгогодишни, затоа што да се направи, нели, таа една фикција кај што не се знае границата помеѓу вистината и фикцијата, не е процес од месец-два, како што се пишува еден обичен роман, да кажеме, трилер, него тука дури на самиот крај од книгата има еден QR код што носи до веб страната и јасумсирма.мк кај што има факт чекинг. И можеш да ги провериш овие да кажам, велат србите чињеници. Чињеници, да, овие факти што не му се познати на македонецот. Апсолутно не му се познати. И тука, например, ќе се зачудат луѓе како јас се некој антихерој што биле низ нашата историја ги носам на пиедестал како едни големи македонци, исто имам и некои македонци што ги имам малце подкастрено, да кажам.
Така да, еден нов леер на херои, затоа што знаеш како, ова е држава, ова е народ кој што му недостигаат херои. Сите нации, сите народи, сите држави ги величат, ствараат дури и од терористи ствараат херои, како што е Робин Худ, да кажеме, како што е Сандокан, нели? А ние немаме, ние ги уништуваме. Крена сите херои ги бутаме под маса, под тепих, она, и ние останавме без херои. Па добро, ти еден женски хајдук си ставил во приказна, си му дал главен лик, си ја зел неговата приказна, неговиот лик, всушност, и на тоа си градел својата приказна, подкрепена со историски факти и со одредена фикција. Така е. Сите сличности со личностите се случајно намерени. Да, Иван, знаеш како, книгава е феминистичка. Значи, тоа Ти пишуваш во женско лице. Ти си Сирма во книга. Да. Има и во прво лице и во трето лице, меѓутоа Сирма е личност што живее околу 1500 години. Таа патува низ времето, толку ќе открием. Дали, 1500 години, затоа што првото среќавање неизино е од зад Карпатите, со што ти си испратил една твоја порака за твоето мислење за идентитетот на македонскиот народ. Така е. Тоа е моje мислење. Сега не дека овдека немало луѓе, имало само флора и фауна. Меѓутоа, словенското во нас е од таму. Зошто толку многу те инспирирала Сирма? Прво, знаеш како, никој нема пишувано. Има видове Подгорец, една така полуроманче напишано. Тоа е, знам, дури младиве веќе неа ни изучуваат како војвода по историја. Тоа е една жена што, знаеш, секогаш велам на рамо до рамо со Роза Луксембург и со Клара Цеткин. Затоа што таа е еден непокор, што и се случило, таа преоблечена, нели, во машка облека, оде таму, нели, на Ѓурѓов ден, па ја избираат за војвода, никој не знае дека е женско. И нешто слично како Милунка Савиќ би кажале на РТС. Така, да, може да се каже, да. И сега, знаеш како, меѓу редови има многу леери книгава, има многу, стварно многу леери, меѓутоа, знаеш, кога читаш книгава, дали ќе приметиш, дали не, дали ќе сугестивно на крај ќе кажам, дека судбината на Сирма е и судбина на Македонија. Трагична. Да, и реално сите особини што ја красат Сирма, се обидов да ги идолувам, да бидат слични со особините и карактерот на Македонија и македонците. Колку време работеше на романот? Па, многу е чудно, меѓутоа многу брзо. Зашто? Влегов у тој филм страшно брзо. Тој вториот чаптер од книгата, кај што е споредба на општествените уредувања, сега да не звуча многу, нели, како Васил Тупурковски, него социализам, капитализам и така натаму, тие приказни ми беа у глава. Некој ги имав напишано одамна. Меѓутоа, историскиот дел бев толку фасциниран кога почнав да истражувам за какви се судбини се работи за македонскиве херои, така да тие ги пишува во еден налет, станувајќи во 4 сабајле. И у рок од 2 до 3 дена пишував една приказна со комплетно целите истражувања. Све што е позади тоа. После читаш, препрочитуваш, менуваш, дополнуваш. Да, точно. И сега реално, знаеш, не пишав ја историја. Едноставно ти сите тие ликови треба да ги ставиш во некоја приказна. Значи, некоја питома, убава, дали е трагична, често се трагични, или приказниве, меѓутоа мора да идеш форма, со почеток, со крај, буквално е со суштина и да бидат тие ни мали играни филмови. Затоа и кажав, кога ја читав книгата, ја одма ги видов сликите, веднаш приметив дека ова фантастично може да се вклопи во било кој театар, а бога ми и да се направи интересен филм. Ми кажа дека луѓето од образовната сфера кажале дека Сирма мора да оди и како лектира. Па, не е моја ја да судам и да кажам, меѓутоа, на овој начин ја доближувам историјата
Сега нешко, секој има своја перцепција за историјата. Се покажало дека историјата не е екзактна наука. И сега некој ја гледа вака, некој онака, нели? Дадов ја едно мое видување подкрепено на доста факти, креирав ликови што никој не ги чул, што се огромни херои за оваа држава. И реално тој првиот дел, историскиот дел е едноставно маст. Едноставно секој мора да го прочита и да живее кој се придонел за овој народ да постои и да имаме своја држава. Сирма е роман, меѓутоа по својата структура внатре може да биде и у некои делови и драма, у некои делови и еп. На крајушта тоа е една твоја исповед. Така е. Сите мои книги, Иван, се на некој начин хибриди во литературата. Овој роман е всушност еден фрагментиран роман, така го викаат. И можеш да го читаш буквално од која страница сакаш да почнеш и да го читаш. Не мора да одиш хронолошки поред. Тоа е еден нов тип на пишување, познат во светот, кај што нема обширни, него со што помалку зборови, со што помалку придавки ти да доловиш слика. Не е едноставно да се пишува, затоа што, знаеш како, треба да пишуваш на оној начин како што луѓето размислуваат. Тоа исто треба да се поводи, затоа што, знаеш, умре она време на руски класици, кај што книга од 600 страни, имаш па еден ја отвара вратава, нели 4,5 страници, па влегува 8 страници. Сега веќе е друг стилот. Меѓутоа, знаеш, трагично е што македонските писатели, јас сум автор, тие се писатели, не ги следат трендовите. И затоа Мислиш дека и современи македонски писатели не ги следат трендовите? Не ги следат, не. Апсолутно. Знаеш како едноставно, не сакам да ги навредам, меѓутоа, еве јас знам да пишувам на филозофски стил, со вакви пораки, онакви. Не. Ние го имаме изгубено, нели, оној мотив за читање. Ние сме најмал се читаме, не ќе да кажам најнеписмена нација, меѓутоа да се врати читањето мора преку лесна, забавна литература, интересна литература. Значи, не може сега некој што Зоки Поки му е последна книга сега да стартуе со Достоевски. Нема шанси. На кој од приказните си посебно гор? Тука е и Мара Бунева, и Арчибалд Рајс, и Тито, и Јасном, и Авној. Тука е и Евровизија дури, и Тото Кутуњо, и Rock Me Baby. Да. Види, и книгата беше замислена да биде еден своевиден, да кажеме, филм на Квентин Тарантино, кај што со секоја приказна малце ќе ти измести од реалноста, ќе ти удри по глава малце и така натаму. За мене можеме да кажеме омилена и со најголема порака е приказната за Сирма, кога е во Келија помеѓу Страшо Пинџур и Мирче Ацев. Кој би сакал да ја режира на филм? Сирма. Сега да не се наљутат, али Дарко Митревски мене ми е фаворит. Да, он е, мислам, еве толку време, како ти кажам, некако сме поврзани. Не он таму е тука, меѓутоа и го следам и она што ги има направено, мислам, стварно е маестрално. И реално ние сме од иста генерација, веројатно и блиски по сензибилитет. Така. Какви се очекувањата? Па види, Иван, пак ќе кажам нескромно, меѓутоа очекувам да биде најпродавана книга оваа година, не толку најпродавана, него најчитана. Затоа што, знаеш што, исто тоа страшно ме вади од так дека, знаеш како, моите книги ги купува еден, па ги читаат 10 души. Значи, збориме сега за 300 динара, што е, да кажем, едно мало винце у кафана од 0,2 или 2 кафиња некаде по кафичиве. И сега, знаеш како, едноставно треба луѓето се натера да го купат. Не велам сега моите книги се, меѓутоа посебна тежина има кои се купуваат моите книги затоа што целиот приход од моите книги иде во добротворни цели. Да, ти се откажуваш од авторскиот. Не само ја, и Арслан Мина, зашто услов е они да бидат мои издавачи, дека не може да заработуваат на мене. И сега прв пат сефте ќе кажам дека во четврток со Бајле на денов на промоцијава ние ја предаваме во употреба на детска клиника, посебна игротека направивме,
со средствата од Цепа и Сине, посебно направено со ѕидови, со библиотека, со играчки, со мали масички столчиња, едно катче за сите деца што се на горе на клиника. Знаеш како, сите ми велат и кое беше и СОС детско село, ја не сакав да се експонирам, меѓутоа они викаат ти мораш да го кажеш тоа за да и други го следат тој пример. Апсолутно. И пред официјалната промоција книгата уште ја нема во продажба, веројатно кон средина на неделата ќе ја биде. Јас ти благодарам што ми овозможи да го има мојот примерок пред време, исто така и на луѓето од литература од Арсламина за таа можност. Ти посакувам многу читатели, повторно титула на најчитан автор во Македонија и да се видиме со приказната дека ова наскоро се поставува во театар или ќе се работи сценарио за филм. Благодарам. Тоа беше Зоран Спасов Зов, зборувавме за неговото најново дело И јас сум Сирма.